Знаеш, кога знаеш дека немаш веќе држава? Кога во се и секаде и во секого почнеш да се сомневаш. Па почнуваш. Абе, овој пријателов директор нема поим каде му се наоѓа факултетот, не знаеш шо полагал во прва, а камоли шо пишувал за дипломска, а веќе е магистер, сега бил на докторски. Уште малку во НАСА ќе го запослат, пошто нема место на аеродромот Милкија, која е медицинска сестра, турбо стана доктор на науки. Кога гледаш решението од јавна институција и сваќаш дека тој што го напишал случајно ги прескокнал првите 4 одделенија од основно, кога се учи како се чита и како се пишува, кај се става запирка, а каде се ставаат наводници. Купуваш и видиш ли? Ама и тие ти се сомнителни, комплетно сомнителни. Не се со помина друг на трајање, ама такви се малце подуенки, така и малце позеленети, изгледаат ко на стероиди да се гарант се препакувани во испечатирани нови рокови. Со испечатирани нови рокови. Се гледаме на инфективно ако не примат. Не, ако ги лапнеш ти, ако ги јапнеш, та видиш ли те. Купаш од овие рендираниве тренерки во властена продавница, ама нешто се кривиша во овите. Можно е да се од пазарот чутка, со шиена етикета ако божем оригинал, а попустиве со прелепени цени. Кога поштарот, например, досега од 10 нарачани пратки, само 5, од досега нели 10 нарачани пратки, само 5 ми донел, а и тие 5 се отворени или се отварани, се сива мајката, бе, гледаш дека се отварани. А овие од карго ни данок плаќаат, ни ДДВ, ни бутур, само пари на рака. Абе, бољи се од пластична, таму е безцаринска зона. Инекцијава што треба да ми ја стават, да не има само вода внатре. Изгледа цела држава се лечиме на плацебо ефект, водичка шеќерна, зашекерена водичка. Само што кога си вистински болен, плацебото не ти вреди ни 5 пари. И не де Боже, си умираш. Тоа. Ја гледам медицинска сестра у државна од тие со средно медицинско или од тие со средно вечерно, ама без вечера, нели? Директно била на полагање усно. МВР посебна приказна. Полицајци ако не се у седмица на кркање, ги нема навечер на партизанска, додека збирштина од криминалци или егоисти со мали куриња вежбаат како да го изгазат следното дете на следниот пешачки премин. Затоа ги има у 7:30 са бајле полицајците да сопираат луѓе кај што одат на работа, затоа што возеле 62 на час. Толку бе, толку. Ништо друго од тоа полициската работа. Нит ќе те најдат, нит ќе ги најдеш ако ти треба. Автобусов на ЈСП? Има ли кочници, има ли ауспух или му е свртен навнатре за да не грее? Бил некојаш на технички преглед и шоферов е за у Холивуд, со едната рака типка на моблен, со другата држи цигара, со третата брише шофершарна, со четвртата си го чеша Стојко. Со која рака вози, само еден Господ знае. Лековиве кај ги нема, кај ги плаќаме, кај се како шеќерна водичка, плацебо ефект, не се знае никој ги увезува бе. Ништо увезува. Кој знае во каква гаража во Бангладеш танцаат кутии и бутаат таблети. Ако не верувате, пробајте грчка Виагра и оваа тука ќе ја продаваат. Нема допирни тачки. Јас да, фала Богу, уште немам потреба од Виагра. Со грчкава 3 дена ќе шетате со црвени уши бе, таа Виаграта така ми кажуеле бе. Со 3, вика грчка Виагра, апнеш, вика 3 дена, шеташ, вика со црвени, вика уши и јарболо тоа, ко македонското знаме, ко за македонското знаме од кутлеш. Тоа јарболо тоа. Сметкиве за струја. Изгледа по фаца ни ги одредуваат. Ко продавач на кајмак во Буњаковец. Колку кајмак од 500? Молам 600. Колку? 600 денари пола кило, дечко, не ми се моли тука, ај тргни се оттезгава ако не купуваш. Таксистиве кој од луди Макс да се излезени филмот. Колене крш, насекаде чат, пикавци, корне, лук, тој не забањат 3 недели, смрди, ракија, пиво, облечен по задња мода од 83 година. Нозе немијани у сандали летно време, не знаеш дали ќе те силува или ќе те ограби. Кога ќе прашаш за лиценца, ти вика возам лица бе, лица возам, ете лиценца, појака лиценца, од тоа што возам 4, 5, 6 лица нема. МВР објавува слика од криминалец, го повикува народот да го пријавел ако го види, ама слика не им треба кога даваат на 200 светски криминалци пасоши и на убици и на платеници. И обичниот народ кога го малтретираат и кога го ограбуваат финансиски да смени документи за Северна, а никаква обврска не постои. Тогаш само пари им требаат, значи.
Реагенси нема во ниедна државна лабораторија, или ако има резултати не ти се како да си јал шајки. Хемоглобинот доле, железото горе, бели крвни зрнца кога да имаш корона, црвени кога да немаш крв, а ти 3 дена наводно се качуваш до врв без да се задишеш. Абе, нема држава, бе. Дедо лежи 4 години затвор за кубење на шекеринска, ама за газање дете и бегање од лице место со кола, откако си го сгазил детето, а детето умира, добива типов 2 години робија. Да не зборам дека за влегувањето во собрание и тепачка се добиваа 15 години затвор, не ги уште лежат по затвори. Детето што игра кошарка во репрезентација толку е талентирано што за него најболи кошаркар е Ибрахимовиќ. Комшијата штуро и пушта гласна музика до Пеца Бајле, ако го пријавам, може да ми тропне на врата и да ме исчука, бе, онака здраво да ме исчука. Нормално кога полицијата што си ја викнал се гушка со него. Кај си, брат, и секој втори збориме тоа. Брат, Фатмир, брат, брат. Секоја чест, бе, брат, што има за пиење, брат, нека пријавуваат, бе, брат, бе, кој ги бе, брат, бе, дај ние тука да се напиеме, дај викни сендвичи од седмица, бе. Кај нас се уништува храната со измината, кај нас, уствари, не се уништува храната со измина дрога. Абе, не се уништува. Таа се пласира на пазарот у шутка, или ако е поасолна и не се забележува, се прелепува, се враќа на акција за 2 за 1 нешто така, по ефтини цени по маркетиве. Сте виделе, нели? Сте виделе тоа и тоа го купиот овие Lidl, Midl, така праве. Сте виделе во Lidl уствари? Се заебавам. Во Lidl, дали сте виделе така? 2 производи во акција, 2 за 1, 3 за 1, сте виделе? Па нема ни да видите, бе. Тоа е 2 за 1, тоа е македонски изум, бе. Да го отрујат народот, да ти продае храна или чоколада, или чоколада мање више што е со измена дрог, нема ништо да се случи. Ама други производи. Судикава што судела за клучни предмети за злоупотреби и корупција, има 12 стана, 5 коли, 7 дуќани и сите се подарок од семејството. Сите. Ко тој Рашко што беше, нели, на Рови. Децава од роден ден пари собирал, па за тоа. Абе, не гледаат здрав мозок и не прцаат ко нездрави, бе. 7 судија, 7 дуќани, 12 коли, 12 стана, бе, фамилијава, како да не се голтери од долно дупени, туку да како да е наследство од некој крал, принцот од Монако, што знам ја. Ако се запали стан повисоко од 4-ти кат, можете одма у црква Свети Петка, пошто ниедна пожарна нема да може да го изгаси. Пардон, може да ќе може со скалите на Шилегов од 2,5 милиони евра. Тоест од 1,5 милиони евра, колку беа таму. Криминалот не се исплатува. Во Македонија криминалот се преплатува. И ако те фатат, имаш со што да платиш, нели? И да ги правиш сите будали. Шифра, Мериот. Тоа ви е. Марихуаната за која ги апсат децава низ град, од која е риче и чија плантажа е дојдена, шо мислите? Изгледа од зајчеврита и уште мал милион вакви сомнежи на секој чекор за најмала ситница. Зашто? Зошто? Затоа што веќе нема доверба, бе. Сите сме во параноја, сите сме сомнителни за било што. Всушност, реален страв да не си баш ти тој малер, страв за сопствената безбедност и живот, страв од неизвестната иднина, страв и гадење од се што се случува, поради кои младите од овде се селат у свет што подалеку. Без пари се издржува, ама живот во мафијашка држава, тоа не се издржува, затоа и си одат младите. Верувајте му на Чичо. Ако не верувате, здравие и утре има ден. Ке ви се докаже 100 пати. Тоа е.